За 2 години неспособната локална власт во Карбинци потроши повеќе од 2 милиони евра на сомнителни тендери, констатираа денеска преку писмено соопштение од општинската организација на СДСМ Карбинци. Оттаму додаваа дека проектите не може да се завршат, а тековното одржување на постоечките објекти се прикажува како капитални инвестиции. Неспособната локална власт во Карбинци, предводена од Виктор Паунов, за 2 години потроши повеќе од 2 милиони евра на сомнителни тендери и договори по цени неколку пати повисоки од реалните. Овие милионски суми од општинскиот буџет најчесто завршуваат во фирми блиски до партијата ВМРО-ДПМН и фамилијата. За 2 години оваа неспособна локална власт се уште не може да ги заврши и стави во употреба проектите за кои беа обезбедени средства и кои беа започнати со градба во претходниот мандат, како филтер станицата, регионалниот водоснабдителен систем Плачковица, реконструкција на локалниот пат Таринци Долни Балван и многу други проекти за кои има обезбедени средства од централниот буџет. За 2 години реконструкцијата, санацијата и тековното одржување на веќе постоечките објекти се обидуваат во јавноста да го прикажат како капитални инвестиции, потценувајќи ги жителите на општина Карбинци. Жителите се изневерени, излажени и изманипулирани од страна на една ненародна, расипничка и недомакинска локална власт, стои во реакцијата од СДСМ. За 2 години локална власт, разликата во развојот на општината во однос на неспособните од СДСМ е огромна, врати градоначалникот Паунов. За 2 години се направија улици, водоводи, канализации, се градат училишта, спортски, детски игралишта, се започнаа големи капитални проекти кои за СДС беа невозможна мисија. Реализацијата на програмата и решавањето на проблемите за оваа локална власт е приоритет. За потсетување, во 2 години локалната власт на ВМРО-ДПМН нема потрошено ниту динар за репрезентации и луксузни патувања, кафеани, службени телефони или било какви други недомакински трошоци, за разлика од минатото кога илјадници евра народни пари беа потрошени по ресторантите и во лични потреби на тогашната СДС локална банда. Стои во писмениот одговор испратен од страна на градоначалникот Паунов.